По речиси 3 години бегство, на 14 години за убиство осудениот штипјанец Игор Спасов вчера напладне е уапсен во Бугарија. Според бугарските медиуми, Спасов живеел во стан кој припагал на жена во познатиот софиски кварт Младост. Полицијата за потерницата на Спасов дознала дури откако тој бил пријавен за семејно насилство, пошто е уапсен од страна на припадници на бугарската национална сигурност, а при апсењето тој не пружил отпор. Игор Спасов од затворот Идризово побегна искористувајќи го отсуството, односно затвореничкото боледување, откако лекарите во Штип му утврделе уролошки проблеми. Каде потоа побегна Спасов и како заврши во Бугарија е непознато, но неговото бегство предизвика огромни реакции и шпекулации, тргнувајќи од тоа дека дијагнозата била пресилна, па се до бегство кое било помогнато од високи структури. Причини за ваквите тврдења се насобраа многу, бидејќи за Спасов се тврдеше дека е нечи вистински камен околу вратот, поготово што за време целата постапка и судење тврдеше дека тој не е насилниот убиец на Мартин Нешковски. Што стои за оваа тврдење е енигма се до денес. Вчерашното софиско апсење на специјалецот Спасов како невтемелени урива многу од досега поставуваните тези за постоењето на некаков голем заговор, бидејќи смртта сепак се случи на митинг на ВМРО ДПМНЕ. Но факт е и дека неговото лоцирање и апсење се случува во момент на огромни критики за функционирање на правосудството, па неговото враќање во Идризово е добар тајминг за критикуваните, но и правда за семејството Нешковски, бидејќи по Мартин, една година подоцна, почина и неговиот татко. На Спасов за доослужување му преостануваат уште 7 години и 3 месеци затвор.